Programi što ni se preporačuvajo za deca po 16 godini. Kako da sonu
Драги мои, добро вечер, добре дојдовте. Имам особена чест и задоволство прв пат во живот и во емисија да го поздравам Петар Георгиевски, познат како Перо Камиказа. Перо, добро вечер, добре дојде. Се извинувам, нема да ти персирам, предолго се знаеме, а почита ќе ти ја искажувам на најдобар можен начин затоа што ја заслужи за својата кариера. Како си? Добар си? Супер, ете, драго ми е што сум твој гостин и се надевам дека ќе поминаме убави 2 часа во заедничко дружење. И јас се надевам. Почнавме со спот од меморија, почнавме со музика, ќе продолжиме за музика, ќе разговараме за музика. Имаш ти една огромна километража и кога се договаравме, нели, за кои периоди ќе фатиме ово, она, ваму и таму, и ти реков, ја немам скриени агенди, нема ништо тајно да ти правам, ама у последен момент ми текне и викам, сега кажи ми, кој имаше болji разглас, ти или Орде? Не, се шего. Се сеќаваш дека тоа беше борбата 80 и 90 години, Орде разгласот, Перо разгласот, JBL-от на Перо или... Не, вака се. Празните базбинои на Орде. Никогаш немаше да се бавам... Шега е ова. Никогаш немаше да се бавам со ова што се бавам денеска, да не беше Орде. Еве сега ќе ти кажам кратка приказна. Значи, ние свиревме со него турнеја низ Македонија. Добро. И после Охрид наредниот ден беше Кавадарци. Он фатил некоја женска Охрид и уопште не се појави со разгласот во Кавадарци. И ние свиревме на Монтарбо пред 3000 луѓе, на 3 Монтарба, со 1-1-1-2-2-2-2-2 и тој ден решив цврсто дека више нема да може никој да ме звезе у таа работа и направивме една фирма која у тоа време беше исклучително успешна. Не бевме никаква конкуренција, бидејќи он поише сакаше тоа ради дружба го правеше во животов. После JBL прерасна во една сериозна компанија која работеше джез фестивали надвор. Да. Па после тоа едно време се разделивме, па мојата компанија продолжи да работи. Ние KLS Light and Sound стана прва компанија на Балканот, значи нашата компанија од 2004 до 2006 година редовно изнајмуваше и ренташе опрема во Србија. Како што сега србите редовно доаѓаат во тие 2 години, KLS беше редовен гостин во Белград, во Нови Сад, на Екзит и така натаму. Ете така малку Постои кратко. се уште компанијата твоја? Мојата постои изузетно сериозна, да. Знам дека покрива од политички настани, од големи фестивали, од големи музички можам да ти кажам настани. дека во последно време повеќе работиме надвор, на пример работиме джез фестивалот во Сараево. Работиме, што ја знам, талент шоу во Косово, работиме многу други работи надвор, помалку работиме во Македонија. Значи, кај што е потребен попрецизен, повисоко квалитетен тон, таму сте вие. Па не е само тоа, ние работиме комплетна видеопродукција сега имаме. Значи имаме 5 камери, имаме наши видеопроектори, работиме 3D мапинг по згради, значи тоа први го направивме пред едно 8 години, што беше тоа... Кај го направивте? Па тоа го правевме за Гентерм фирма за отварање пред неколку Овде пред 2 години во Македонија, да, тоа е една голема компанија во Прилеп. Што тоа е една од најатрактивните работи навечер кога се проектира зградата и се Да, минува но тоа е малце фасадата. тешко. Ние тоа го работевме технички, а деца од Охрид изработи изваредно видео. Браво. И тоа беше навистина збунувачки. И јас напишав на еден од коментарите на Facebook комплетно македонско. Значи немаше еден странец. И покажавме дека се е тука, само треба некој да се сети на луѓето и да ги организира. Чисто технички сега да те прашам, тоа се реализира со ласери? Не, тоа се реализира со проектори. И колку проектори има? Па таму имаше ние имаме многу проектори, али тоа се прави еден софтвер, значи тој кој ги поврзува сите тие за да Штуфл ги поврзува сите и на големи површини прави големи проекции. И колку треба на пример за една ние таква? Ние таа проекција ја правевме, тоа беше на Камник целата зграда. И ние го работевме со 4 проектори од 20.000 лумена и тоа стварно блескаше, стварно има и буџет голем. Дури музиката која ја платија за тој настан беше некаде околу 5.000 евра. Само музиката што ја платија за 3 минути скината музика за тој настан. Ме интересираат твоите музички почетоци. Јас те паметам прво како панкер. Моето прво запознавање со Перо Камиказа како панкер. Ама ти си многу интересна личност. Уште од времето скопски мит за легенда жив си се уште за легенда, да те наречеме, ама онака една позитивна личност уште кога полиција те бркаше низ градов.
пред да дојде Маршал Тито и така натаму. Многу интересни времења има со тебе во 70-ти години. Не ме бркала полиција, него чичко полицаец. шегувам. Да, чичко Се полицаец шегувам. од мало ни дојде у Карпош да се одмориме, малце неколку. Неколку затоа што изгледавме чудно. Која година? Тоа е 77 година, 78 година. По моето враќање од Лондон, значи таму ги гледав Sex Pistols во Марки клуб, тоа мислам дека сум можеби единствениот македонец. Бидејќи не се сеќавам да некој друг ги гледал Sex Pistols 70-тите, првите концерти. И тоа во Марки култниот во Маркиот култниот клуб и после тоа бев тотално шашардисан. Ставив зихар надла на уста, 5-6 минџуши, се префарбав и кога дојдов татко ми на редовно ме позна. А татко ми беше директор на основно училиште и тоа беше шокантно. Оф, леле, Тоа кутриот. како да го восприеми и беа дома тоа доста долги полемиките, бидејќи татко ми на Полемиките беа вербални или дермално мешани. И без разлика што таа година ја изгубив во гимназија, значи трета, точно ради тие мои некои фрустрации, бидејќи го направивме во тоа време фол јазик. пол И, јазик. да, и ние живеевме на заедно 6-7-8 месеца. И за тоа следи една многу чудна приказна и многу интересна. Добро. Приказната почнува јас со бендот Нова генерација, бевме на зајческа гитаријада. И освоивме прво место од публика. И Никола Караклајч ме викна да бидам гостин во Вече уз радио. И во Вече уз радио се погоди да гостува Горан Бреговиќ со новиот албум и во тоа време Риблја чорба, значи таман направена, со Рани мраз се растурија, Лутка со наслове страна ја промовираше и ја најголемиот зборџи од нив тројца со 16 години во студиото на Никола Караклајч. И сега као 16 години имаше. и као навијам, значи кажувам колку ја ние вежбаме во Македонија, колку е тоа музиката ова, и не може до збор да дојдат. И Караклајч браво мали надпричал си и Бреговиќа и ниси им дал шансу реч да кажу така дајле. И сега едноставно Бреговиќ вика мали ја да те частим едно пиво Шуматовац. Му викам зашто да не? Уште така да му кажам Шуматовац аутограф ти дам ако сакаш. Безобразно. Да, па панкерски типично. Да, младалец. Не е панк, ова е джез рок. Не, Да, ова е уште нова генерација. Аха. Тука трга, тука е тајната. Ти не си у панкерскиот период. Не, тука е нова генерација. Тогаш свира си джез рок. Ден за ден, Лепи сол. Така. Значи ние тогаш нова генерација со Јаблан Маце, после свиревме заедно во Меморија. Тука е нова генерација. Значи Билјана Платно белеше обработка. Тоа победува, нема шанси друга да победи. Македонци свират тоа. Вежбавме по 10 сата стварно тој дом на млади, руките ми паѓа. Од контрабас кој пријав на бас гитара, таму раците ми паднаа од вежбање. И сега Бреговиќ вика, мали, оно што си прича е супер. Музика не е дизање тегова. Музика е мисал. И музика е пауза. Страшно си ми симпатичен. Извинете ако сега зборам српски, морам да го парафизирам, али морам да ти кажем ако ова упамтиш, бичеш сретан музикант. И сад ја умоди да свираш панк. Какав бре джез рок. То зна да ради Владко најболje, немој ти то уопште да помишляш да радиш. Што збори ова будала? Пијам пивото и А отидовте на пиво? Шуматовец ова. Шуматовец, Значи, и добро. сега од другава страна Бора Чорба вика лепо ти прича, господин. Сега викам добро бе, уреду е. Знаеш, ме убедивте. И тралала за разни правевме муабети за некои женски по Скопје, за тр. Тогаш ти влегува бубата ти да отидеш у Лондон и да ги гледаш и сега, Sex Pistols, да видиш што е тоа и панк. ови ми става, како се вика, Аха. Inception. тенк и нешто светно. И викам, добро. Увоз се враќам назад за Скопје, значи, од Белград и цело време ми се врти панк. Бе. Каква може панк да биде интересантна работа? И се враќам дома. Имаше нешто слушнато. Знаевме од прилика што е панк. Значи, Sex Знаевме што е Pistols Sex беа Pistols. таман изнесен. Ја тој жолт албум со розе букви го имам, Nevermind. Nevermind the Blocks Kiss The the Blocks Sex Kiss, yes. Pistols. Значи, тој албум и го имав. Го имав XTC и го имав Vibrators. Ама ги слушав, како се вика? Да. А, Не допираше. Ги слушавме, а не допира. да, значи, Weather Import, Password, такви ствари слушавме у тоа време. Така беше модерно, нели? Стенли Кларк. Може да свириш тоа джез рок, тоа треба да слушаш. И патувајќи назад, таа година во гимназија, пошто многу се бавев со музика, ја рикнав, татко ми ме пушти у Лондон, купив појачало и
бас. И као Господ да ги пратил, појма немам од каде, на врата кај мене, значи после ова целото се појават Крле и Гзла. Добро. И викаат, Можеш да ги види. Јас те разбирам за кого збориш, ама можеш и да се потрудиш. Крле во моментов живее во Лос Анџелес и никад нема врска со музика, тој е најголем антипевач у сите времиња, али имал идеја. И студираше социологија, Крле Гзла го знаев од претходно, каже дека го удрила цигла по глава и дека му текнало да свири, да пее панк. И со Гзла дојдоа кај мене и вика да правиме бенд. Викам, каков бенд бе да правиме? Кој е Гзла, кажем некој? Гзла е бубњар. Иначе многу добар другар и на Милчо Манчевски, ние заедно сите бевме едно друштво у тоа време, одевме пред Јаковче ефе плескајци. Убаво се дружевме тамо и почина Господ да го прости, си го одзема сам животот. Не знаем за трагичната негова судбина. И го земавме и Бата Панкер, кој беше шминкер уствари. Збориме 78, вратен јас од Лондон. Значи, мојата приказна дојде сама. Некој ја прати. Никој не ја како они знаеле дека јас сум бил во Лондон, никој не знаел. Значи, тоа е 2 недели кога се вратив од Лондон. И дојдоа едноставно да правиме панк бенд. Викам ова немогуче како ми ги читале мислите. И у тој бенд скоро никој немаше поима од музика, најмногу имав ја музика, пошто сум свирал Малтанец, пошто сум свирал нели Травијати лево десно и викам ајде правиме песни. Гзла свиреше бубањ многу интересно. Например, песната почињаше брзо, тутута, тутутарду, тутута, тутута, завршеше тутута, тутутарду, се умараше. И песната добиваше едно нападно ниво од стварно сериозен панк стигаше на блуз. И кога отидовме во Београд да свириме, паднаа у несвест. Сите викаат. Може ли малце да илустрира музички? Кажи ми што да пуштаме од фол. Па ева првата, Дете на 20 век на пример. Да видиме за да имаат представа за што да, ова е снимано со Брацо, ова е снимано со Брацо во подрумите на денешен Дом на млади. Значи тоа е скривницата. И виж како он асинхроно пее. Тоа не може никој. Патак вика ова и да сакаш не можеш да знаеш да го пееш. Тоа е Гзла со долгата коса. Господа го прости. Ете, така од прилика. Пера со брк си овде? Со брк, сериозен брк. Овде брк држиш? Брк, злато, ланец, све. Ова е вокалниот целист, ова е Гзла. Да, бубњарот и тој е Бата Панкер, кој не знаеше акорди, него вака бараше акордот и ќе го најде каде е, например, удара, па онда иде и така. И пред стариот МКЦ. Тоа е пред стариот МКЦ, а снимано е во подрумите на... Да. Да чујам 30 секунди. Дете на 20 век. Кога ќе се родиш, се лажеш сами од себе. А се вика, ова е рефренот, дете. Слушај, ова е толку лошо звучи да е добро, еј. Да е толку лошо е, да е добро е. Ед Вуд, значи, стварно... Брацо, паѓаш у несвест кога сме се. Значи, ние со 4 ствари свиревме многу концерти по бивша Југославија. Крле стварно беше легендарен. Морам да кажам само мојата прва средба. Некој настан имаше, дали тоа беше 25 мај на плоштад и сега проба и сега треба да вокалот ти нешто свириш, она се мести звукот. Ја дојдем порано као дете, нормално концерт се следеше од проба. Стоевме тамо, друго немаше што да се прави иначе. Искаже Крле и сега треба нешто да каже. Мене ми студи. Ја не сум се прибрал да се смеам од тогаш до ден денес. Кога ќе ми текне таа реченица, не може да. А онака пребледе, ладно беше некој, не знам што месец беше. И се чекаш нешто да отпее 1, 2, ми студи. Абе, човек со фантастичен шарм. Да. Морам да признам. Например, значи отсвиревме повеќе концерти по Белград, по Загреб, со 4 песни кои звучеа одвратно. И свиревме одвратно, а сите паѓаа у несвест. Тоа е као Пикасо да црта двоглава жена, а не знае зашто. Пошто ја доаѓав од джез рок бенд, значи во кој сериозно се свиреше, ова ми изгледаше таква... Како се викаше твојот бенд? Нова генерација претходно. Нова генерација, добро. Ова
така ми изгледаше да не кажа да му потребувам некој погруб збор, но палеше човече. Мислам, ние има во сликите, не знам дали ги стави. Ги вакво Има една работа кај не што може да ми го прочита добро. USB стикот. Не е битно. Таму имаше една слика кај што пишуваше фол јазик долго време на трговски центар. Значи Еве, ние изгледа успеа да го да, најде. значи ние го фарбавме цел град фол јазик. И Така, да. И Оливер Белопета од Сабајле не викна на сликање за екран. А тоа беше ерес, ако те фатија да шараш по градот на тоа време со толку боја, а ние со рацете вака застанати седиме на посторот. Нешто не е во ред Да, добро. со стикот. Вака седиме со рацете на ваквото, а бели рацете направени од фарбата што сме фарбале цела ноќ. Комплетно, значи криминалците на дело фатение. И Pero USB стикот, Добро. катастрофа. Нешто има проблем со USB стикот Добро. и преска и пред емисија се обидов, баш ми е жал, а ја те моле, викам, земи па ете фотографии, направи тоа што можам бидејќи... сега, не може да знам дали ќе го прошита USB. Да. Зашто ние го проверивме целиот USB. Работеше. Може ти прошита, може не. Не си. Сега ти кажам како се распадна фол јазик да поминеме на маце поинтересни. Добро, чекај, успеа да се отвори, затоа што ова е ретка прилика. Не можам да видам кој е првиот, вториот фолдер, што да извадам. Нека ми каза кај што пишува. Слики. Добро, да направам каза копи слики. пасте. Да, кај ми каза слики, сега Добро, тука ќе ти затем добро. куп слики. И малце ќе Одлично. се Да, малце, да. Бидејќи многу ретко нема Да. малку материјали остана од ова, а влезено во историја. Нема човек во Македонија што малку ја познава македонската музичка сцена, а да не знае за фол јазик. И еве сега да го кажеме крајот на фол јазик. Значи исто кај Јаковче седев, ми се договаравме како ќе ги делиме парите после наступот у Београд. И испивме по една гајба пиво. Они пија гајба, ја и тогаш не ми држало многу. Не сум немал многу можност. Добро, сега можеш да видиш тука многу слики, фол јазик ете така. Тоа е таа сликата, добро. ама треба ги листаме тие за да ако ќе пуштиме слайд и Да. нека се вртат. панк е дивна ствар. Значи тоа е уствари бендот кој беше пред Пикеншка патка. Ние сме 7 месеци формирани. Еве го шлакам Еве го, градот, да. фол јазик. Значи ние сме формирани 7 месеци пред Пикеншка патка. И еве таа Еве фотографија. фотката кај што сме фарбани со белите раци. Значи све корпус деликте, нема што би рекле нема лажи, нема преваре. Да, ова е тој легендарен концерт кај што бевме сите попрскани со талк на косите и правевме облаци околу себе, а Крле покрсти преку 1000 приврзаници на панкот. На панкот у тоа време, значи Ги покрсти. Ги покрсти со талк за коса. Браво. И се правеше голема, која ќе рече ајде сега сите, и они мрдаат со косата и се правеше голем облак, као аура се правеше. Измишлтоа на Крле бе разноразни измишлјотини, ова е Рикен Бейкер, многу еден интересен бас. Легендарен од фотографии само олку. Да, оди малце од подолу. фол јазик. Па нема подолу. Така, добро, има сега некои други фотографии со многу други, имаш нели? Ова е со долар. Ова е долар. Ова е на предгрупа на Риблја чорба и овде еден значаен лик, може да листаш малце понатаму, тука прв пат бев многу здрвен. Виж тука во Врен Сапа изгледа. Баш Да, ова е Сокол. соколот. Да. Овдека сме со Сокол и тоа ми е многу драга слика. Изузетен лик у рок-н-ролот македонски. Заедно свиревме едно 5-6 месеца, 7, направивме неколку ствари. Каде свиреше све соколот? Па Долар беше во основа бенд у кој он свиреше, само после тоа се менја, како што и фол јазик после тоа се менја многу. Така. Да. Сега има понатаму и други работи, ама ќе ги гледаме потоа, мислам дека Добро. Добро. вака, значи како се распадна фол јазик. И сега седиме ние таму, Јаковче вика ај ќе идеме на водно, вика од озгора, вика ќе земеме гајба, ќе пиеме. Ја немам шанси да дојдам со вас, 4 сата вајле, викам. Ми се смачи. 4 са бајле на водно пиво да пиете. А пие при Јаковче се приеше на стара железничка редовно пиво Да, со плескавици. Зна, кај Тука. топовите седевме. Тука беше све направено, гајба, мајба, се како што треба. И фактички разговаравме како ќе ги делиме парите, сега пошто станавме славни. Јадат 200 марки у Белград по свирката и сега ќе се множат пари, кој колку процент ќе зима ово, и стана многу мачна тема, избега. Они се качиле на водно, се допили и се искршили од ќутек. Кој шипка у глава, кој бокс, кој ова, кој она. И наредниот ден јас се ојам 2 сата, ајде му викам на проба, вика, не можем, викаме шија од Савеле. Што бе, викам, со варѓа ги направите? Не знам што се деси, се направивме партели, вика, мислам дека со бендов е толку, вика. Не се разбравме за пари.
И како се што заврши у Македонија, пол јазик ја заврши собствената историја. Кај Крле? Крле живее во моментот ми е добар пријател во Лос Анџелес. Што работи? Се знае? Никој не знае. Никој не. Никој не знае. Тоа он што работел никад никој не знаел. Тоа е изузетно инкогнито фраер. Ја многу го почитувам, он кога ќе дое исто ми зборува и после тога Крле, ништо не те разбирам како и тогаш. Што ти кажем сега? Ја знам фол јазик, Крле, стаи све што сакаш, све ти дозволявам. Никаков проблем нема. Зашто он после тоа направи со бенд со уште имаше уште еден обид фол јазик после тоа. Мислам дека беше со овој од Сараци, овој Багминтонс, кажи го. Картерот. Со Картер, значи и со бас свиреше на Тоше Попсимонов, пријател од Горан Трајковски. не Горан Трајковски, Пума. А Пумата? Пума свиреше. Значи има уште еден обид после тоа, малце посериозен, пошто нели. Добро. Јас веќе предо во други води модел, значи ние после Пума како панкер беше слаб, висок после тоа, и уцевка кога ќе облечеше панталона. Да, јас после тоа почнав New Wave да свирам со Нешко, овој што продава книги се уште сега цел живот, мислам поет еден интересен лик македонски, со него исто не затвара неколку пати. Како ве затвара? Па тоа ќе да собера таму, ајде дојди вам на одмор. Кој? Па полиција бе, зашо кој? А, заради Чудно изгледаш. изгледот? Па да, дојди вам, он дугачка коса ти фарбан, како тоа? Носиш некој тука зехар на. И што ви прави? Ништо бе, не частеа кафе. Да не правиме бели, разбираш? Кој може да прави бели? Бели прават други луѓе, не прават тие што изгледаат чудно. Да. Ама добро, таков бил редот. И се почитувал. Пендреци јадете? Ништо, нема. Све финоча. Само да по улици не ве гледа. Да, намирно да бидеме додека има некои делегации тоа. Кога работев за Фокус на едно интервју ми викаше дека со моторчето обично знаел чичко полицаец треба Тито да дојде. Ајде ти малце поседи сега. А не со моторчето, тоа беше со фол јазик, баш таа Со фаза, фол да, која бевме многу чудно. Тито кога требал да дојде, ајде перо малце да одмориш. Не само ја, Нешко, Гзла, Милчо, сите одмаравме заедно. Устани се. Устани. У Карпуш 1. У Карпуш 1. Да. Али, знаеш што е трикот? И Милчо беше првенец на генерација во Орци Николов и презлател на младина. Јас бев добар ученик до втора, трета година, доека не идев фол јазик. И чудно беше, знаеш, зашто добри ученици затвараат, мислам, пошала. Али после тоа стварно станавме неподношливи со тие нашите напредни идеи. Заврши тоа, модел беше бенд нареден, во тој бенд свиреше Пеце Глава, сега што е амбасадор во Киев. Во модел Цекле свиреше бубњеви, Нешко пееше, Маце Јаблан исто свиреше гитара и тоа беше еден интересен состав, исто во Зајачар отидовме на гитаријада. Година? 79-80. И Колку брзо се менува, работите, тогаш, една година беше цела вечно. Значи под панк влеговме во New Wave, значи пратевме веќе. Ја пратев веќе целата. Клеш се појавија. Уште малце Бърней. само уште малку да пуштиме уште нешто ова. Може оглас шифра. Не треба, тоа е више друг, ова се влеговме у друг дел, модел. Чисто како звучи, па да идеме со модел. Добро. Заради звукот мене ми е Добро. повеќе. Ова е подобра снимка од онаа. Истата е, исто е снимано. Ама подобро звучи. Не, исто, тоа виж како касни. Влече цело време назад. Тоа е тоа, трикот. Се умора. Се умара, и тоа е. Зашто се апсолутно врбал стварите. И ова фотографијава Лондон, Картерот што го држеше Лондон кафичот кај што се Па, собиравме. овој дел... Ова е градски зид кај Собранио, од позади од кај пазарчето, тука беше Крле Лондон. правеше некој микс од тоа све што бил негов бенд, учествувал у целата прича, знаеш. У основа на крај ќе видиш дека све ние сме у робијашко облечени, слика имаме направено, видиш сите одат од фол јазик сликите и така. Значи да отидеме до модел сега. Добро, има ли снимка модел? Нема модел за жал, снимак постои. на YouTube. Добро. Но таму се случи една исто интересна работа на Зајачевската гитаријада. Ни дадоа второ место од жири. И овој Нешко толку се наљути, ја залапа водителката, беше стварно една прелепа девојка, ама беше дрвопијан. И му викаме Нешко ќе ну тепаат од ќуте, викам што ќе правиме? Што ќе правиме? Има да бежиме бе, што ќе правиме? И ние пативме, таму имаше еден шинобус са бајле у 4 и ја искина он дипломата и ја фрли во второ место, затоа што победиле во прво место Паукот Завидовиќ. Група која пееше револуционерна песна. А ние стварно, ние тогаш штета што нема
снимки, а мислам дека и тие ќе ги најдам и ќе ги ставам на YouTube многу брзо. Тоа изузетно звучеше. Тоа беше изузетен бенд. Ова е за една година промена твоја во облика комплетна. Да. Еве, например, ова е веќе New Wave. Тоа е више New Wave, да. Нормално се следи трендот, нема за цел живот панкер. Ето така. И Добро. сега тој што го затвараат и вака што излеа 80-та година заминува во армија. Во специјални единици. Да. Виш и тука сум веќе со плави джигерици. Да, веќе джигерицата фаќа, Да, браво, джигерица фаќа, браво, да. цар. Да. И заминувам во армија, мислев дека нема да одам, а заврши во специјални единици на ЈНА за брзи интервенции. Таму поминав изузетно интересни 11,5 месеци. И тешки. Со 2 паузи од 2 дена. Значи, толку ми биле, што ви рекле, годишните одмори. Белден не виде, Па, знам. Белден не видов и можам да ти кажам дека целиот успех понатамошен, значи стварно тоа што таму го поминав, во тој момент кога излегов од таму, мислев дека на црн душман не би му го посакал. Но се што постигнав во животот, ако сум постигнал нешто, е благодарение на Таа таа обука. година помината во армијата. Те научи да издржиш се. Па, нема нешто на што не можеш да се повлече за после да ја добиеш приказната и битката. И баш сега напишав за маратониве во што трчам, кога ми беше потечено коленото, се баѓа се туширам и ми текне на полковник Чезјановиќ, вика се тепаш, вика, пуцаш и кад видиш да не си мртав, онда устаеш и онда добиеш битку. 100%. Значи никогаш не е завршено дека не си мртав. Тешка обука. Каде ја ти беше обуката? Па имав повеќе до обуки, пешадиски имав во Сомбор, после тоа имав преживljavање измеѓу Задар, Земуник и Книн, значи во изузетна една камењарска ситуација, кај што 25 дена имавме разноразни. Јадевте шкорпи. Па, не јадевме шкорпи, таму забрането печурки ни беше дадено само. Имавме разноразни. Забрането ви беше? Само печурки не смеевме да пипаме од свет, што е. А заради отров? Да. И после тоа имав гњуречка обука во Сплит во Дивулје, па во Задар во Земуник имав падобранска обука. Така да бевме доста. Тоа беше единица од 22 милиона луѓе, 120. Сите ја мрзевме таа војска, а уствари не направи малце потав. Многу ми е криво што да овие нашите деца тука во Македонија не успеавме да направиме сериозна армија и сериозно да отсите во армија. Нека не беа 12 месеца. Барем досетат малку обука. 6 месеци. 6 месеци. Да. Барем обука да Пешадискиот помни. дел оној што Да. беше би било сјајно. Ајде. За жал, доброволците се жалат, вика, отидов, вика, се врати. И што правеше? Метев двор, вика. Знаеш, она обуката, физичката обука, да отидеш малце на survival mode, такво нешто немаат. А во градски услови и после многу се слагам. Ова е голема филозофија, pero затоа што кога ќе видиш, кога ќе почувствуваш она дека треба да преживееш, после ова све лесно изгледа, многу полесно кога ќе го спуштиш тоа ниво и потполно те разбира. А ја мрзев и цел живот поминав да се укине тој роб. Јас не ја мрзев, затоа што, знаеш, али ми беше стварно, пошто ја не сакав да одам во армија. Значи јас направив се да не одам во армија. Значи правев Исто. Правев трикови Ма ги мразев моите што ме пратија. Не ме прати мене никој. Значи едноставно се случи тоа. Тогаш државата. Абе кој можеше, сите не собираше државата, Тогаш државата си ја знаеше работата. Јас во тоа време, значи пред Чим 18 години мора да идеш во армија. Јас сум бил армија. првак на Македонија во гимнастика. До 27 години мора да идеш. Бев кајакар. Бев џудиста. И не случајно те одбара за специјалец. Нормално бе друже, они сидат фино лепо тамо, дај тоа партизан, кои деца ова, каква е фамилијата, као што е ова, они си добиваат досие за тебе фино лепо, а ти можеш да глумиш мајмун колку сакаш. Ја кога стигнав тамо во войска, без веза за музика, префрливме на войска, Миро Плеј што го држи беше бербер. Аха. И викам да една премимаце фризура, кој што ау, чес петка да тишам тројка двојка вика, ке те врати тој, вика ти знаеш кај идеш бе. Полиција е доле вика, они се вика како на годишни одмор за вас. Ти си на горњи спрат, тоа е страшна работа. И тоа доаѓам, шта е ама некај, шта си овако викам? Викам. Ма хајде назад на шишење. Викам, а јас ова е нека грешка, викам, јас сум со умањени психички способности. Сви овде су sa тим диагнозом, а јас сам, каже, на квадрато тоа. И после тоа нема муавет. Нема, како да ти кажам, нема што разговараш, подпишуваш, завршуваш после обуката не нудеа. Тука си во право, има добра оценка кого каде ќе го бапрат и не случајно некој ќе
на ПИП во Пешадија, некој во ова, бидејќи ја од каде они знаеа, цел живот се занимавав со ова, пап ми дадоа плава униформа. Ме ставија против авионска, ме ставија РВПВО И тоа ме пука Бофорси свежи ме ставија на аеродром. Ја цел живот со авиони се занимавам, ама као лично. Значи има добри досија да ни сенс точно да не проценат и тоа имаше добар систем. Системот беше добро поставен. Ние завршувајќи 120 души, значи завршим 120, 116, имаше некои други што починаа меѓу време таму на обуките. Значи ни понудија во Сплит стан 70 квадрата и 800 марки плата стартна ни беше. И тоа со бенефициран стаж од 10 години. За да бидете таму, за ако да влеземе као професионални војници, на сите. Професионални Четворица само прифати од 120. Значи викам пуковниче, супер. Ајмо викам да разложиме опрему, да авион лети Сплит Скопје. Ја едва чекам да излезам. Која година е ова? 81 Тито кога почина. Така. Во најцрните денови во войска. И имаше многу обиди да, нели, во тоа време да имаме сериозни интервенции, пошто ние и уште 3 единици имаше такви, околу 480 души од војската и така. Али ајде да предеме на поведрители. Не, добро е, добра тема е ова, Да, бе. значи овдека на сликите што ќе ги вртиш понатаму, постои еден бенд Резервар, Орце Чунихин. Дали се сеќаш на него? Орша? Резервар, мора да пишува се овдека, нова генерација. Еве го Резервар. Резервар. Еве го. Еве диплома, сега ви како изгледало тоа време. Тоа донесов нарочито. Ете така. Благодарница. Дом на младите 25 мај. Така. 10 години. 10 години. Така. Чекај, кој е Десемичен подпишан? придонес? Директор Мирко. Легенда. Така. Оди сега понатаму. Добро. Значи оди на еве го Орша, еве сум ја, сега више друга боја. Видиш, ова е Ринго, после свиреше и Меморија. Иначе еден легендарен гитариста, тоа сум ја, тоа е Орша. Тука го нема Гале, иначе свиреше од Џорче и Цвиц свиреше бубњеви. И бубњевите на... Да, ама свиреше на обрнато. МКЦ. Цвиц не свиреше вака, него свиреше вака. А, Со фусот. така. Да. Или е рок или не, тралала, има тука еден куп други ствари. Еве Рок Лига 82-ра. Како се вика бендов? Резервар. Резервар. Да. Добро. Данас и сутра у Скопје. Така. Имало, значи, многу историја. После тоа со Бути Борче и со Дабич направивме друг бенд. Со тој вежбавме во куќата на Ѓорги. Како се вежбав? Кој Ѓорѓе Пепер? Иванов? Презлатовот? Ѓорѓе Иванов? Да, во куќата. Него братучет му свиреше гитара. У тоа време и И кај Ѓорѓе Улисиче. Улисич? Да. Која година е ова? 83-та. 83. И после се почиња Меморија и Сега заврши ќе звони телефонот на пауза. Да. Обезбедување, сега ќе ми врта. Да. И 80 така. И после тоа А Ѓорѓе ве дружеше нешто? кај него они даваше ренташе просторија у која свиревме таму, што братучет му насо свиреше со нас. Колку ве... Не, без пари, како пари? А, без пари ви даваше? Он попраше, појачава гитари, он имаше и беше љубител на тоа што ние како опрема го. Уште го прави тоа. Па негова работа. После тоа некако не се председателска има уште едно прави радија, звучници и така Знаеш, кај мене многу луѓе Ве дружеше многу? Па, Или у тој момент. у тој момент, да. Знаеш како е кај мене? не свиреше он нешто со вас? Патот не, никад не свирал. Беше панкер, шминкер, кој тренд нешто? Не можам да ти кажам ништо. Ништо посебно. Насо свиреше одлично гитара, Джипстон имаше, тој од Гевгелија беше братучет му. Тоа ни беше врска да отидеме кај него во Да. куќата. Добро. Дабич Зоран, сега што е, не знам, поима немам и тој е нешто у НАТО, у амбасадор. Бут од Борче свиреше бубањ. Так. Интересна една постава. Многу кратко свиревме, 3 Не, месеца. Види како опфаќа значајни луѓе од сакам да цело кажам, овој... и после тоа патиштата тотално се Не, се се е разделува. тоа во ред. Повторно се среќаваме некаде у време на младина на конгреси, лево десно, тука малце бевме изузетно заедно на една заедничка линија, после ни се раздвоија линиите. Така, животот никогаш не знаеш каде и што и како ќе те однесе. Ете така, и 83-та година почнува сериозната фаза на Меморија. Која меморија да отвори? Првата постава, нормално. Првата постава. Првата постава се овие тројца, тој е Перо, тој е доле Ристо и тој е Дејан Миновски. Да, Дејан Миновски живее во Франција, има некој своје студио, исто се уште се бави. Ристо Самарџиев збориме? Не, овој Ристо е на Ставревски режисерот син. Аха, добро. Да. А во оваа постава која? Во оваа постава е сестрата, бидејќи Дејан отиде за војска,
сестра му ја го менјаше. Пошто беше тоа техно музика, во почетокот Меморија свиреше, на TR 808 на ритм машината, и сите работи беа уфајлови прв пат у тоа време, значи Кики Џековски ние правевме, значи они Бастиона, ние правевме вакви ствари у тоа време. Значи со Меморија, и ова е сега веќе сериозната фаза на Дуран Дуран. на Меморија. За жал, ова е Белград, значи ова е слика Зоци дека Save the World. Значи починате. Тој е првиот пејач на Меморија, што е од пеас легендарната Нена, и мислам дека е ред и неа да ја чуеме сега. Затоа што она отвара уствари се што Меморија после тоа значи во македонската историја музичка. За жал почина многу рано. Тоа е песната. Тоа му пушти. Одиме со Нена и ќе направиме првата кратка пауза. Możesz, zakażesz, da.
Ти благодарам за интересниот вовед кој не разделив дел од македонската музичка историја и тоа онаа помалку позната, бидејќи нели обично се вртеше околу тогашните диносауруси, Леписол кои беа ултра мега популарни и така натаму, но меморија за која ќе збориме малце повеќе и ти ќе одбереш што и како, ја пуштивме Нена. Факт, еден и единствен факт. Пак не можат да заборават, не можат да заборават. Не можат да разберат какво време беше. Ако не пееш на српско-хрватски, ти едноставно не можеш да се пробиеш. Меморија направи, покажа и докажа во тоа време со Нена дека може и стана хит во цела Југославија. Тоа е прв Од Љубљана до Скопје. на македонски јазик зборам. На македонски. Имало македонски бендови кои успевале, имале хитови, ама сето тоа било на српски пеење. Ова е првиот, мислам, голем хит кој се најде на топ листи на прво место. Дали тоа беше ИТД, дали тоа беше... Каде све тогаш? Која година е Нена? 85-та е ова. Добро. Значи, на сите можни радиостаници од Антена во Љубљана, 101 во Загреб, до сите овие 202 во Белград и така натаму. Така да Нена беше навистина мега хит. И остана. Која е Нена, бе? Па, Нена, приказна е тоа, сама не се кажува никогаш. Тајните, Не? така се прават песните, ако кажеш се, после тоа и други ќе прават песни. Што викаш по и тебе. женец си сега? Да, па и тогаш што има врска тоа девојка може да се имала. Не кажеш тоа, ништо тајна е. Да, добар Како си, правиш добар песна, си. не кажеш тоа. Твоја е Ќе Нена, после- твоја Моја, приказна е. моја. Голем дел од песните се мои во меморија. Добро. Но никогаш не би звучеле така да не се сите оние заедно што биле во меморија. Значи јас сум еден од еднаквите кој ја водел приказната само, ништо друго. И тоа добри музичари бевте. Да. Дел од поставите Ристо Самарџиев, Тино Скендеровски, музичари пар екселанс кои Вака се. оставија трага. Почнавме за меморија, Тука па се- ќе се вратиме Ајде, назад. Значи меморија повели. вкупно помина некаде околу 74 луѓе помина низ меморија. 74 луѓе. Да. Затоа не почнувам да ги набројувам, да не погрешам некое име случајно, да заборавам па да не мислат дека тоа намерно се го направил. За Зоци морав да споменам бидејќи е починат и слава му е во моментот повторно изразувам, он беше првиот пејач на меморија и така. 74 луѓе, предпоставам дека и тебе би ти требало напор да се сетиш Да. кој све бил и колку и Да, како. и со сите сме и ден денеска пријатели, никој со никого не се случи да не зборува во периодите. И ден денеска се поздравуваме од кога се деси рејунионот на меморија, сите одушевени ми се јавува по телефони, вика ќе ми даеш и мене шанса, викам, ќе ви давам на сите му, викам, се направиме приватна журка. Уместо концерт му вика. Други пишуваат ако не го качиш тој да знаеш ќе сгрешиш, ерес ќе направиш ако не направиш ни ово и оно. Така да беше многу интересно. Значи, Голема приказна ќе биде ова реunion на меморија, Тоа- ама продолжи. Да, значи по Нена се случи да едноставно не дам шанса за работа како глумец, бидејќи дипломирав на факултетот за драмски уметности во Скопје. И ми се укажа шанса и заменав за Суботица. Во Суботица работев во театарот на Љубиша Ристич во КПГТ, таму поменав 5 години. Но како што Што е тоа КПГ? казалиште, позориште, гледалиште. Која година? Од 85-та до 89-та. Ние тоа периодот кога се и Горан Трајковски од Тие Анастасија, дојде се после мене. после тебе таа Сенко, тие групата, дојде група сите. со Сенко. Сенко доби дел од моите улоги, пошто кога се вради, ако се вратив назад, ја фактички склучив брак со Даница. И ги оставив сите тие работи, јас таму работев 5-6 години, играв по цел свет, Мексико, Америка, Франција, Германија, Италија. Значи пропатував Најпрогресивниот театар во преку 2 Југославија милиона беше во километри, Нови Сад. Играв многу представи. Тоа беше групата на Љубиша Ристич. Љубиша Ристич. Со Раде Шербеџи имам доста. Он направи револуција во тоа време. Да. Тука идејата пак ми беше музички, значи овој пат Добро. нема да зборуваме толку за глумата. Добро. Музички беше целата приказна. Саво Думјак беше директор на Суботички омладински фестивал. И му викам, има едни бендови, му викам, тачно и свират, му викам, ама по-алтернативна музика, му викам, Мизар. Ау, Ивица ми е рекол, баш да их зовемо, имаш телефон? Му викам, значи чубет, а Чаповски е геец, овој Гораст. Му викам, нема проблем. И
ги поврза фино лепо. Тони Димитриевски го земал да биде член на жири. Пецо Ењатовиќ и уште пар луѓе влегоа во изборот ужи и со тројца други дечки го офарбавме, како што офарбавме фол јазик, пола Суботица беше со Мизар напишано. И Мизар победија. Викаш дека тоа помогна таа пропаганда? Па, не знам дали помогна, ама они нема да влезат уопште да не бев јас во Суботица. Има уште една приказна за Суботица која за Леписол, значи Гаро ако го добиеш друг пат во емисија или некој друг ги симна од воз ги фати царина со некакви пари повеќе во џебовите и ги симнаа доле со се инструменти. Кажи. Со се инструменти ги симнаа доле, јас ги примив, ги ручав, ги хранев цел ден, цела ноќ. Гаро само се фалеше. Како не прими перо, какви јадења ни направи, све. Но не секој ленџе устои. Гаро беше одушевен од тоа, пошто ги симнаа како сирачиња. Доле, гитла. На авион да киде на воз да киде за Русија за свирење. И во Суботица ги стоварија. Збориме 85-6. Еве ти уште една. Значи еве две приказни. Значи моето и тогаш сум правел нешто поврзано и сум помагал на се што било македонско. Секогаш кога ми се пружила шанса. Ето. Се враќам нели од Суботица, 89-та година, требаше да се запослам во театар. Тука тогашниот директор ми кажа дека супер, а јас пази во тоа време играв со Раде Шербеџија, со Љуба Тадич, со еден куп врвни глумци. Ана Костовска наша, моите пријатели Ванчо Џошевски од класата, Елизабета Кочовска, Љупчо Брестицки, Господ да го прости. Значи, дојдов тука, бидејќи склучив брак и решив да живеам назад во Македонија, а и од друга страна не повика назад, сме решиле држава да правиме 89-та година. И доаѓам у театар и ми вика треба да научиш малце македонски да зборуваш подобро. И вика едно 2 години да статираш, вика па да видиме што ќе направиме. Нормално. Реагирав бурно. Ја затворив таа страница од глумачката историја. И ја отворив страницата наречена меморија. 89-та година, за моја среќа, а за жал на нашата држава, бидејќи после 25-30 години други издавачки куќи од низ цела бивша Југославија се формираше во целост издавачката куќа на македонската радиотелевизија или тогашна радиотелевизија Скопје и меморија, првиот албум Оган под звездите го носи бројот 001. Да одиме со Оган под звездите и тоа настапот што е во Метрополис Арена оваа година. Да, може. По 25 години во живо ексклузивно. Меморија со Оган под звездите. Не сум веќе Оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноќите. Во овој час чувствувам еден бел конј умира на градите на некоја планина. Мојот дом од името далекуе. Пуштете ме да ја видам светлината. Сонцата денес силно нека светат и птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, испиено единствено што можам е да излезам
Дојќа виното, но крвта ми е. А вие маце да попеете? Црвено вино, црвени знамиња. Црвено вино, црвени знамиња пред очите, а сигурно не сум веќе оган под звездите. Не сум звезда што сјае во ноќите. Сонцата денес силно нека светат и птиците да се вратат на југ. Не барајте вино, измиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Не барајте вино, измиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Да се вратат на југ. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. Ајде вие. Не барајте вино, испиено е. Единствено што можам е да излезам со вас на парадите. И птиците да се вратат на југ. Ете, и ова е најновата реинкарнација, инкарнација на Меморија. Колку време помина од како заврши Меморија со Цирка 25 години. 25 години? Ти, кога стана директор на продукција во МРТВ, тогаш се издаваат и првите изданија на касети, се најдоа тогаш. Првиот албум е Оган под звездите и песнава која илустрираше, а ја ќе се обидам да ја најдам фотографијата како изгледаше обвивката од првиот албум издаден за Мислам на ова што ги МРТВ. донесол, ги има сите 6 албуми, а ги има, мислам дека ги има. Не знам на сликите што стојат. Мислам, не сум сигурен. Дали е тука, помогни ми? Ова не е. Не. Тоа изгледаат баш како омоти. Тоа беа разденци на кои се потпишувавме. Аха, Преку 10.000 имаше. овде не. Не. Треба да пишува. Меморија, Штип. Ова е тоа што си ми пратил. Ова е Бошко од Штип, иначе. Читай се тоа што пишува. 3.500 луѓе у Штип. Ова е со бабчорки. Со бабчорките. Да, еве ти ги. Еве го првиот албум. Еве, Така. така. Затоа, видиш, имаме све што да илустрираме. А ова што е 1000 песни? Тоа е Георгиевски, сингл, Меморија, сингл, детска радост. 150.000 тираж.
Гинесова книга на рекорди по број на жители и по продадени плочи. Продадени или разделени? За нас продадени За вас продадени. 150.000. Претходната година Лепи сол 72.000. Стално се подкачувавте со Никогаш не сме со, се со подкачувале. патакот. Ние сме диаметрално спротивни светови. Ние бевме локален бенд, значи македонски поврзани. Во овој период они имаа сосема друга агенда. И за разлика од него, јас како што гледаш половина емисија зборувам за други луѓе. Така. И воопшто не ми е тешко. Еве сега точно баш кога спомна за касетна продукција, сега ќе ти кажам дека некаде околу 100 и кусур изданија потпишав како извршен продуцент. Еве една приказна со Ареа. Ние свиревме концерт во Гостивар со Меморија, значи после вториот албум. Дојде едно црно убаво девојче со тетрадка. И викам, аз 100% аутограм сега ќе ми бара. И вика се извинувам, може да ве прашам нешто? Повери, аутограм девојче не сакаш? Па и аутограм дама и некои текстови напишено ако сака да ги прочитате. И викам, прв пат вако нешто ми се случува, викам, добро, ајде. Ама да седнеме вика на страна. И отворена понуда. Добро. Што знаеш, нешто ќе падне. Мушко свашта Да, помишлиш, да. Прво тоа помислиш. Да. Седнуем и ги читам текстовите вака. Вртам по. Како ги читам текстовите, се она првите мисли отидоа јаван. Викам, девојче кој го пише ова? Јас. Ние со дечкото мој и со некој имаме бенд. Му викам, имате преточено? Да. Музика. Музика. Вика, ние сме преку мостот тука, вика, кај што вие свирите на 200 метра, би сакали ја дојдете да чуете. Викам, зашто да нема? Пробавани. Заврши, викам, што ќе правам? Која година? Ова е 91 година. Добро. И одам. И слушам, дечки не свират, разбијаат. Јас над влезем во продукција како уредник и ми викам, вторник сте на снимање у Скопје. Да ме гледа. Како? Шарено? Што нема до инструменти да каже да ви набавим у Скопје? Знаете се за бензин да дојдете на снимање, имате од 5 до 9, прв термин му викам во Македонска радиотелевизија. И продукција, да. Ареа ја снимија првите две песни. После тоа Ареа учествува на Рокфест, победи на Рокфест, добија албум во издање на Македонска радиотелевизија, добија концерт во Хард Рок. И од понатаму тоа историја. Се од ти го кажувам, знаеш како, ако они не беа добри, јас можев да правам што сакам. Бендот си беше добар, имаше приказна. Сите бендови во тоа време што излегоа и денеска екзистираат. Така. Значи Јаков Дренковски после 100 години пак правеше концерт со Скитник. Тоаш беше втора плочата 002 е Јаков Дренковски. Санаториум. Ден денеска свират полна цали. За Санаториум па да не збориме, кога дојде еден номот, една од причините за оваа награда меѓу другото и Санаториум. Значи они на првиот албум имаа омот. Каква е оваа награда? Ќе коментираме. Значи они имаа албум со дете со вариола вера, цело со бубуljици, тако им беше Санаториум. Како една колегиум да го оправдам кај Мате Груевски и кај Ристо сега, Санаториум да го слушаат, да го слушаме заедно за да го потпишат они албумот. И цело ден се прави нели наудрен. Што е ова? Ова е нешто што треба да помине, помладалачки, не е за вас. Не да го ставиш да го слушаме Мате Груевски на Благоја татко. А добри беа Санаториум. И му викам, друже, немој бе да слушаме ова сега, му викам, нема да ни се, мислам, што нема да ни се? Вика, тогаш како си ги пред... Ама сега, имам ли ја, не викам, право му викам, како уредник, да нешто што мислам дека ќе успее, му викам, а вие нема да мислите дека ќе успее, да ме помине. Да го видам омото. Тоа не може никако му. И ја некој Джовашија, тогашен одговорен уредник, вика, добро бе, чим Перо решил, вика, ајде, нека помине. Леле, кога го видел омотот и кога слушнаа што се... Сака да ме обесат. Ама Санаториум остана. Остана. До ден денес факт. Така? Да. Архангел. Немаат лош албум. Двојката. Добро. Ја снимана во Македонска радиотелевизија и во издание на Македонска радиотелевизија. Ти си потпишан тоа? Јас сум потпишан. Потпишан сум на еден куп изданија. Тоа ништо, ни едно од тоа издание ништо немаше да значи што сум ја потпишан ако тие не беа добри. Так. Тие си го најдоа својот пат затоа што Многу доблесно од твоја страна. затоа што беа добри. Така. Затоа што вредеа и ден денеска обстанува. Така. А не затоа што Перо им се потпиша. Голема работа што Перо им се потпишал или што Перо ги бутнал. Ова повеќе збори за тебе како човек и респект за ова кажаново. Што е оваа награда од?
Еве се и неа да искоментираме. Ова награда требаше на 3 пати требаше да добиеме, пошто првиот ден врнеше дожд, ти кој ми се јави. Стигнавме, имаше провал облака, има убаво наместено све на школка. И Гаро требаше да ја Да, добие. и си различни награди се ова. Добре. Ти да прочиташ што точно да не се фалам ја. Трчи од другата страна, ајде, ќе ја свртам таму. Да не се фалам ја. Петар Георгиевски камиказа. Награда за особен придонес и развој на македонската алтернативна сцена. Виж колку драга награда. Тоа се Заради- момци од Бла Бла телевизија, Да. заедно со Васко Бумбикс, кој беше со мене у Лондон. Васко Бумбикс ќе биде гостин, се Да, баш ми е договоривме, драго. он не може да се Он шета прибере. по светот, да, Он шета не по може да се светот. прибере, ама ми вети дека ќе биде гостин овде во емисија и мислам дека после Гаро и после тебе дефинитивно ќе најде мотивација Да. мислам време. Мотивација има, се чувме и он е величар, уста не затвора, ко тебе, ко мене. И денеска пак беше невреме, ама решија да ги даваат наградите по секое невреме. Јас бев прв што ја примив наградата, не врнеше дожд, после мене уби времето. На школка? Не на школка, денеска правеа кај нив имаат дискотека една мала покрај кеј која се трча. Тоа што беше тренд што го држаа, Добро. како детско игралиште и кафич, тоа они го држат Бла Бла телевизија заедно со Васко. Изузетни момци. Они се уствари незаслужени за многу ствари, други рап и Васко Бумбикс е жива легенда и он Он заслужува работеше кај мене у цела фирма. емисија. Беше Така што- класичен кру. Васко Бумбикс е можеби зборува кога ќе дојде. човек со најголем ентузијазам што го познавам Ќе ти во зборува, животот. ќе ти зборува Така. кога ќе дојде. Меморија колку години обстанува, колку албуми вади? Значи, Меморија секоја година водеше албум. И затоа ние не успеавме да ги испромовираме сите песни. Затоа што ќе тргневме со една-две ствари. Ние веќе другиот албум го спремавме наредната година, вадевме албуми секоја година во тие 5-6 години и мислам дека малку брзавме. Сега од оваа дистанца, сега гледам како ги примаат песниве што немаат поима дека постоеле. Значи ние имаме 5 албуми на кои 10 на 15 големи хитови луѓето не знаеле дека постојат, пошто не сме стигнали да ги извртиме. Како на пример? А ти каде си? Снежо снежена. Дрилада. Да пуштиме нешто? Еве Снежо снежена да ја видиме со Ристо Самарџиев. Пошто видовме со Поце, да видиме Снежо снежена. Слободно оди на Вис Меморија. Да идеме на еве. Мислам дека е ова. Само пушти да... така. Која година е песнава? 95-та година и потсеќа се збори за гимназиите Бро, Сорце и така натаму. Иначе текстот е на Венко Серафимовски. А музиката е моја. Што е реткост. Значи Венко ми е многу драг автор и многу драг лик. И у два дена кај мене ја направивме, иначе ова е снимано во Томато студио со техничка поддршка на мојата компанија KLS. Значи, еве како ќе изгледа 1% како ќе изгледа нашиот концерт, за кој ќе зборуваме сега. Униформи плави, сите весели здрави. Kisneme do 1.25, a
сите весели, здрави. Сега дома е со некој трет, а јас со другари во својот свет. Некој е за клупа, a nekoj za grupa. Žale snežno snežana, pesno neispejana. Plivot me kako što ni godi, a u različni vodi. Koji čeka ke se načeka, Boga mi nekoj doveka. Sve što mi se desi, a tu kad prinesi. Перока ми каза една фасцинантна личност, искрено да ви кажам, ова е она која ќе ти речат доаѓаш на работа и ова ми е работа и за ова плата земам. А вистинско уживање да се видиш со еден ваков човек и да го инспирираш, да ги раскажува работи. Знаеш, Перо, се прашувам во еден момент, знаеш, стануваме стари, имаме километража, имаме приказни. Имаш приказни, интересни се. Ама мене ми се интересни. И секогаш ми е тешко како тоа допира до помлад и така натаму. Добив неколку пораки од ептен млади гледачи. Не зборам за овие што разбираат. Вика дека многу им е доста интересно овој период што ете збориме за македонска музичка сцена. Знаеш, изгледа дека младите секогаш, ние кај нас тоа беше изгледа спонтано. Идентитет, кој си, што си, дал сум паркер, дал сум шминкер, дал сум македонец, дал вака ќе правам, дал онака ќе правам, дал можам да бидам и македонец и панкер, дал можам да бидам шминкер и на македонски да пеам. Многу природно, не сме се бавеле со национализам некаков или политички концепт. Природно ни доаѓало да се искажеме, express yourself. И тоа, дали си ти, дали тоа бил Гаро, дали тоа бил Горан Трајковски, дали тоа биле... Тоа е фантастично. И мислам дека мене ми е драго што имам реакции, еве среда емисија, ти влегувам во збор, извини, што имам реакции дека се ова позитивно делува и кај оние кои не сме им познати како личности, не им е познато тоа време, но еве ќе ги заинтересираат, бар сега е убаво, колку беше тешко, не беше издадена на плоча, она како продукција, па се изврте како сингл. Дури 5-6 години подоцна на првиот албум не на се наоѓа. Сега можеш у 2 клика што сакаш да чуеш за Меморија. Ова се 6 албуми што ги гледаме на компјутерскиот. Значи да тргнеме пред, тоа е првиот албум на Меморија и тоа е со број 001. Значи тоа е почетокот. Така. Да. И тој албум означи една нова ера во македонската рок-н-рол музика во тоа време. Направивме исклучително многу концерти. Ја свртевме пола и повеќе Македонија, значи по 30-40 концерта свиревме у серија. Парите што ги земавме во поголемите места како Кочани, како Струмица, како Штип, ги трошевме на звучење за помалите места. Ги свиревме Блатец, Зрновци, Оризари, по 4-5 концерта свиревме, додека дојдеме на вечерниот главен концерт, што ги земавме парите, па ги трошевме за. Де факто направивме... Чекај, како свирите по помали места, у еден ден повеќе концерти, и тоа што ќе го земевте за разглас за главниот концерт вечерта. Не, тоа од парите што ќе ги земевме, што Кочани доаѓаат 2000 луѓе. Парите ги трошевме затоа што на овие малите места доаѓа по 5-60 луѓе. Не можеме да го покриеме разласот со тие 5-60 карти. Аха, така. И требаше 5 пати да платиш разглас, така, а овие другите 4 пати немаат 200 луѓе, не се собира. Ние имавме мисија. Така си зацртавме во главата мисија. Сега знам како ти пукнал филмот, има свој разглас, колку беше тешко у тоа време разглас да најдеш, човече. Они не можат да свата. А инструмент, и тоа беше тешко, ама ќе се најдеше. Али разглас. Да, веќе 95-та со Ристо кога дојде во бендот, имаше
разглас и почнавме сериозно да Да. да звучиме. Сега веќе тоа е отидено далеко технолошки. Се утепуевте ли од вежбање? Знам дека си перфекциониста, почне и од джез рок бенд и така натаму. Еве и снимкава кога ја слушнавме оваа последнава, многу добро звучи. Вежбавте на стари денови онака? Ние вежбаме секој ден скоро. 3 пати неделно, 4 вежбаме. Значи кога ќе се деси некој кикс, еве Мичо падна од точак па направи некоја повреда, па недела дена паузиравме, се изедовме живи како ќе паузираме, нели? Но плюс тоа, значи сите ствари како што ја гледате оган по звездите, сите ствари ќе звучат така и подобро. Значи ние работиме буквално на динамика на песните, а Поце пее феноменално, се подобро и подобро. Валентино исклучително добро со Мичо. А можам да замислам па и со Тино со неговата продукција. Он стана веќе едно од главните фаци овдека и како професор, наставник, предавач и за музичка продукција. Убаво што спомнавме, значи мислам Тино, дека сите вие како музичари сега најдоброто можете да го дадете искуство. Тино е продуцент на првиот албум на Меморија. Значи и заедно со Таше, па на Јотов се тонмајстори и исклучително звучат и првиот и вториот албум. Но ќе биде неправда ако не споменеме дека другите 3 албуми се снимени во студиото Audiolab на Тоше Попсимонов. Човек кој е исклучителна личност, кој даде исклучително голем белег во тоа како Меморија се развиваше во последните 3 албуми, бидејќи тогаш Тинос имаше други обврски, ние имавме други клавиатуристи, Давор Јордановски и Александар Хаџипаунов. Значи имавме обид за друг пеач наместо Поце во четвртиот албум. Тоше имаше фантастично студио, многу прецизен, многу педантен како музичар и како продуцент и перфекционист. Ќе ти кажам една ситуација. Перфекционист кој едноставно бидејќи и он соработуваше и со Кирил Џајковски, се сеќавам како му се викаше бендот тој Раскольников, каде што совршено звучеа за тоа време. Извореден бенд, изворедна музика. Идејата... И Милчо Манчевски направи спот за нив. И пред дождот е правен во студиото на Тоше Попсимонов. Така е. Значи, Анастасија таму го работеа во доле во подрумот на куќата на дедо. На петиот албум има толку инструменти, еден тон. И 4 дена ја поставувавме песната. Испивме 100 тона кафе. Изедовме 300 хамбургера кај Цах. И другиот ден доаѓа, мислам готови, треба да затвориме пет албум, да праќаме у Сони ДАДЦ на штампање. Тоше вика фусот не ми се слуша кој што треба. Ајде му викам пушти ја песната, фусот се слуша супер. Викам Цале да го викнеме. Немаше да го викаш Цале, ќе растурам миксот цел вика и одново ќе правиме фусот мора да искочи. Уште 2 дена. Од кога бидна фусот да добие панорамата што он ја замислил, од кога ги слуша сите песни, уште 100 пати, вика, еве те траката, ја ќе идам да спијам, толку од мене. 6 месеца поминавме на петиот албум на Меморија. Кај него во студио јадевме, пиевме и парите што му ги дадовме за снимање сигурно ги потрошивме на кафе и кока-кола. Таков човек ретко мај краѓа. И ден денеска ми е голем френд и мислам дека денеска се бави со сосема една друга работа, дека ќе успееме на еден начин да го и него реинкарнираме во цела приказна, ќе имам дали ќе ми успее, бидејќи се малце потврд станат. Сите со годините калираме малце. Он беше како гитариста многу посебен и специфичен и така натаму. Ајде да илустрираме нешто од тој совршен албум на Меморија петиот. Ова што го збориш. Па, беше Снежо Снежана. Снежо Снежано е тоа. Беше од петиот албум. Перфектно звучи, ама фусот тоа е тоа. Тоа е црнчот ќе му зададе, али исто, значи он дека не јас сум перфекциониста до одредена граница. Значи и после ја гледам глобалната слика. Да. Он е перфекциониста до лудило. Он глобалната слика не го занима. Он е класичен уметник, јас сум и малци менаџер станат. Морам, пошто нели ние неа као бенд немавме класичен менаџер. Кога го испродуцира албумот на Анастасија за филмот Пред дождот, продуцентот на Биело дугме се јаво и тогаш повеќе од љубомора, зависти, без што кои се тие шупци сега, никој не ги знае, а за ваков филм што освоил награда овакво. Па у разговор со Тоше, не знаејќи што да каже, па вика, ама препродуциран е тој албум. Добре, вика, како препродуциран?
Дојѓење. Телефонскиот број не постои. Двојникот е Во уклучен. меѓувреме, ако можеш од бумбари град да ја побара само, има но една специфична работа што не сум ти ја кажал до сега. Значи, ти учествуваш и во неколку серии како актер. Да, Стана ама легенда од да, Декс Трзвија Скопје, да. Трзвија Скопје со Марика она. Летос авион, Пикасо и така. Ама ова те мовам само град, само напиши прва епизода бумбари. И ќе се вратиме на меморија. Ова е Инаку- интересен податок. Инаку Многу, што ќе чуеме. Тренчевски Беше гостин, режисерот, да, беше гостин, инаку Јас сум освои него- значајна и голема награда со Златната петорка, Златен грифон на фестивал во Италија за најдобар филм. Значи, заедно ќе прозбориме малце за тие работи. Јас со Тренчевски имам работено уште 3-4 представи. Не можам да ја најдам. Значи, музика, не, слободно напиши само бумбари. Бумбари. Серија бумбари. Океј, збори? Да. Тука е интересно што заедно со Сашо Насев, со Тренчевски направивме, пушти ја било која, пушти. А ќе зборуваме дека Доискажи реченицата за да пуштам? Пушти, па ќе зборуваме. Ама не ја заврши, ти остана ти виси реченицата. Само ми избега Со мислата. Сашко Насев? Заедно ги правевме овие панк ствари. Значи, фол јазик во права верзија е серијата Бумбари. А јас во моментов тука сега не. Ај Ништо брат, ти фали много. мрдне малце да видиме понапред. Понапред. Не. Дека е блуз. Врати некоја друга од. Па ти ми рече ова да го пуштам, бе, Перо. Кес двојка, ама има шпица. Најавна. Не. Најавна шпица има или одјавна шпица. Оди до крај. И хероизам. Чудна работа. Ми пропадна трикот. Ти пропадна Не, трикот. ама стаја двојката баре. Мај да видиме ако ми пропадне и вториот трик, онда ништо нема од тоа што сакам да кажам. Бумбари 2. Уши. Значи на најавната шпица Ти пропадна трикот. на бумбари пеам јас. Тоа е единствено место кај што без разлика што сум направил еден куп песни, пеам као певач. Тоа беше идејата, иначе никаде на друго место не пеаме. А добро, ова да ја чуеме. Дарио? Кој е Дарио? Тој беше доле овој На Кумплунг. Аха, актерот, добро. Јовица Михайловски. А Ивица Михайловски. Јовица Јас Михайловски. извано кон Дарио ми заличе. Тони Михайловски е тука е... Сите се саки виж. Болje звучи од твој јазик, така? Тоа сме ја, Мичо и Цале од меморија. Ги пресвиревте песните од фол јазик. Не, нови песни, јас ги немам нови направено. песни. Ова се мои песни, али заедно текстовите ги правевме со Сашо Кили. Насев. Да, сега ќе видиш и мене. Јовица. Сега ќе видиш и мене. Добра серија, го фати духот на времето и твојата легендарна кожна јакна. Така е, игра повторно. Ето е го Тренчевски, од лева страна. Еде ги сите, од Микич до последен. Сите заедно на едно место. Затоа сакам бумбари да ја, нели, да кажеме дека А кога беше Тренчевски дадовме на бумбари еден али град се вика посебен песната, шпицата на вако и не знам како ја ја најдов со шпицата со град, или не е битно се. Океј. Значи, кажавме, двата албума се снимани во Македонска радио телевизија, другите три кај Тоше Попсимонов. 4 албуми пееше Тоше, пееше Апостол Икономов. Многу битно, синглот од 150.000 тираж, кај што се наоѓаат песната 1000 песни, заврши во 150.000 домови во тоа време, благодарение на Детска радост и на Петре Бакевски. Тоа може исто да го раскажам како еден трик. Човекот кога ме праша колку пари бараш за песна да ми направиш за... Имам една обрска, вика, ама песна да ми направиш, заедно со Оган под звездата да ставам на еден сингл. Му викам, ја би сам углава 10.000 да кажам. Не, 20.000. Добро, вика, потпиши договор. На прва, потпишав договор,
Вика, после тоа, додека да стигновите, не можев да веруваме. Како се организираше со РТС Белград да стигнат брзо свежи видео? Подпишува и вика уште 20 концерта вика низ Македонија. Колку пари бараш за 20 концерта низ Македонија вика? 40.000. 40.000 евра. Марки тогаш. И одиме низ Македонија и пијано Струмица Петре ми вика дојде ти кажам нешто. Продав 2,5 милиона книги вика. По 50 денари беше влез за концертот вика во школи. Вика ти си 2% вика од целиот бизнес. Ама мислиш дека си многу паметен. Ја што му реков Петре. Која година збориме? Ова е 93-та. Му викам Петре, ти задоволен, ја задоволен. Бољи бизнес нема. Од двајца задоволни. Вика, увек си знаел капак да стаиш, да те частам едно виски. Кажи ми, што ве поведе да се врати меморија и што е ова издание овде кај што го има? Еве, сега, конечно, значи, да потрошим малце време за меморија. Ова е најсвежо. Денеска мириса, Енко го донесе. Енко? Да. Уште штампа Енко, да, легенда. Ето така, и ова ќе биде CD кој ќе оди со картата на првите 2000 карти на меморија за концертот кој ќе биде на 18 ноември. На него има 11 песни, тоа се 11 балади. Види, бенд у Македонија ќе има 11 балади, богати. Вака кој ќе го кажеш, да. Лесно. Која е поставата што е денеска што ќе инкарнираш? Значи поставата е скоро Што е истата, поставата оваа што е сега е постава која свирала у 90% од Петар Георгиевски, Валентино Скендеровски, Мичо Божиков, Цале бубњарот, Апостол Икономов певач, Ристо Самарџиев певач и Бане Попович гитара. Ќе имате голем концерт. За кога се планира? 18 ноември во Метрополис Арената. Тоа ќе биде концерт или ќе биде почеток на турнеја? Не. Планираме, тој концерт е нешто што мислам дека ќе ги подигне повторно стандардите во Македонија кога се концерти во прашање. Во која смисла? Во техничко, технолошко, културолошка. Ќе направите нешто евровизиски добро, спектакуларно да Ние не изгледа? сме евровизиски бенд. Видите Не како сте. ние звучиме, како изгледаме. Значи ќе има многу добра видео подршка. Гости ќе ни бидат повторно се македонци, нема да имаме странци. Значи Зијан од Гевгелија. Зијан! Да. Ги собра Зијан! Зијан, Секоја тиче, ги обожавам. Значи, вака. Гевгеличани, значи дадо еден бенд, ја не знаев дека уопште не е битно, не постојат они. не постоја. Значи Но ќе се... Коце и Јаце ќе бидат гости наши. Аха. Ќе се Како качат Зијан. Како Зијан со меморија, Поце ќе ја пее Пушти коси, заедно Пушти со нив. коси. Така е. Браво, леле каква песна. Е една тајна, е. значи ти кажувам што ќе се Браво. случува еден дел од Браво, концертот. ова ќе биде... Ете така. Вториот гостин ќе биде Што можеш да кажеш, окей, тоа ќе респект. Џафер. Е сега прашањето Вау. е зошто Џафер? Он ќе ја пее Сонце за три света. И морав да најдам начин како да го качам Ристо Самарџиев. Се каква врска има тоа, нели? Текстот на Сонце за три света е на Ристо Самарџиев. Аха, добро. И ако ќе го отпее Џафер, ќе ги прашам, знаете кој ја пееше, кој го има напишано текстот на Сонце за три света? Аха. А Ристо Самарџиев кој ќе пее? Исто ќе се почне со нашите слики, со сите работи од петиот албум. Кого попрво ќе викнеш бе 75 души Не, поминаа низ бајца меморија. певачи само ќе пеат и Да. овој бендо што е статичен, Ристо тоа ќе биде. Самарџиев И Апостол Икономов Поце. Икономов. Поце ќе пее 90% од концертот, Да. целиот концерт ќе го носи он. Ристо ќе биде со 4 песни застапен, затоа што Ристо исто остави голем белег на меморија со 4 хитови големи, Така. 5 од последниот албум што го направивме. И сметам дека ќе биде нешто што кое кога бевме помлади, не успеавме техничко-технолошки да го составиме. Сега ова техничко-технолошки ќе биде чудо природа. Ова е наново снимено, све ова... Ништо од ова не е наново снимано, сега ќе ти објаснам, значи ти ме прашуваат нови песни, тоа не е како Не, знам дека не се нови песни, ова се песните од албумите. Ова е ремикс, ова се истите песни. Значи Ги ремиксуваш. не се ремиксувани, само има мастеринг направено. Мастеринг. Да, 11 песни се да звучат сите на истиот албум. Зошто не правиме ние да снимиме се новите? Ние живиот албум ќе го снимиме на концертот. Така. И сите песни, 24-5 што ќе ги изведеме, ќе бидат издадени како жив албум
кој ќе биде, се надевам, повторно патоказ за многу генерации после нас. Вака, кажи ми, ризична работа е на еден концерт да го снимаш. Да имате повеќе концерти, негде ќе се јави едно или друго, па постои можност, обично тоа бендовите така прават. Овдека идеш на сигурно, ама се утепувате од вежбање да биде тоа Ние што се утепуваме совршено. од вежбање на работа, не спомнавме еден многу битен член. Ние за разлика од многу бендови во Македонија имаме наш тон мајстор. Гени. Значи гени од првиот ден со меморија. И кога на Бубамара ние прозвучевме 2 пати подобро од сите, тоа беше истиот разлаз, истите луѓе. Разликата беше у тоа што ние свиревме добро, ама Гени тоа го направи да бидеме уште подобри. Значи нашиот бенд има целина. Мичо прави дизајни, Бане прави спотови, Валентино прави аранжмани, ја пишеам музики, текстови, Трет прави ова. Значи ние сите имаме некаква обврска во бендот. И тоа кој ќе го ставиш на куп изгледа така како што изгледа. Има една работа и кога гостуваше кај Миленко, ја кажа, во 2014 година, нема политика, ама има една суштина, затоа што нешто се случи, што сега, кога ќе се подсетиме, добива дополнително на тежина и актуелност. Има една песна на Меморија која дефинитивно се повеќе и повеќе луѓе ги заинтересирува и текстот тогаш пишуван, денеска добива особена тежи. Името не го даваме. Тоа е песната Среќна нова. Среќна нова. Тоа значи, тоа е фактички рејунионот на Меморија. Значи, Среќна нова е направен спот на испраќањето на мојот син за на прославата за магистерската, се собра цел бенд и се сликавме прво 6 души, како што беше бендот Меморија, па се сликавме 12 со супругите и на крај се сликавме 24 со децата. Значи Меморија расте и сега очекува внуци. Среќна нова обединува еден куп работи и во самиот спот е тоа дури раскажува многу за тоа дека сите сме успеале да се сочуваме во целина. Само да ми помогнеш. Добро? Кажи ми, кој е ремиксуваниот спот што Среќна нова? Да. Оди надоле ќе ти покажам. Или само напиши Среќна нова Меморија и ќе ти искочи на YouTube. Не среќма, среќна. Не можам да видам од далеко и јас сум ќор, pero години ми вија се. Среќна нова година. Среќна нова година. Еве ти пишува и ќе ти искочи се. Не е ова, не е ова. Мислам дека е ова. Не. 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 Океј, режија, може еден краток джингл? Те молам. Тоа се гледа дека не сме договорени ништо. Не, многу спонтанно Сакам иде да ти кажам, целиот ете, муавет. така. Што гледаш у монитор? Што ќе гледаш? Не знам што се смееш, јашти ме можда некој влезе. ко двајца дрипци овде бараме на YouTube пола сат, не можеме еден спот да најдеме. Па тоа Кај значи се дека наоѓа? сме технолошки заостанати, што да ти кажам. А ми збориш тамо ќе направиме чуда, ќе Абе, направиме. јас знам да раскажем, имам технолошки. кој да ми спроведе, затоа имам 11 души на плата ке мене. Да. Јас знам да раскажем, јас сум
сценарист и раскажувач, а другите спроведуваат. Зошто целова идеја? Што е со рејунионов? Еве ќе го направите. Кога Ние ќе биде од овој концерт? 2012 година се спремаме да се собереме. Од 2012? Да, и цело време ај утре, ај заутре, ај денес, ај заутре и се товарот да се повлече целата работа мора да падне на еден. А тој еден сум ја. А ја во ова време почнав да се трчам маратони. И некако Едно време отромбаве, ама у последно време се стегна прилично и вежбаш и трчаш маратон. маратони, тоа Маратон. е множина, полумаратони, маратони како е. И цело време го одлагав тоа, нели као нека операција која ќе ми се да. Во првично време кога решивме дефинитивно на денот на промоцијата на Жоро Божиков, татко му на Мичо, цврсто решивме дека тој ден ќе биде ден кога меморија почнува повторно да постои. Тој ден бевме во кафичот кај на Валентино сестра му, убаво си поминавме. И од тој ден натамо, значи на 11 јануар се собравме на најстудениот ден во Скопје. Минус 24 степена беше. Имаме на слика тамо со капи, сите се смрзнавме од тоа. Валентино со 2 печки не можеш да го загриеме просторот. И денот кога почнавме да свириме, така лошо звучевме, да другиот ден дома кога дојдев и свирам, што ти треба оваа работа, бе, будала еден. Песочниот часовник ти тече, а ти ќе се бавиш со оправање криви дрини. Одспав другиот ден од Сабајле станав и као што обично бива викам, а кога не си исправил криви дрини? Се јавив кај сите, му викам пробата продолжува у петок. Ама имам обврски, петок на проба. Од тој ден трна се, значи за 3-4 проби меморија зазвуче да се ежиш. Дојде Гени неколку пати овој нашиот тон мајстор, него го викаме пошто е свеж. И вика, ја викам, што е бе Гени? А бе вика ова, и што бе ова, и? Ау, како ќе биде, се ежам, вика. Вика, ама ние уживаме секој ден. Секој ден уживаме на пробите. И едноставно ми го смени тајмингот. Неколку полумаратони откажав, еден маратон откажав точно заради таа работа. Така да, оваа година мене лично, а се надевам и на голем дел од бендот, им е посветена на меморија. Другата година ќе кажуваме што све треба да правиме. Ако ова успее како што замислуваме, се надевам, ако добиеме добар инпут и импулс, дека другата година ќе направиме убав документарец од 20 епизоди, дека ќе направиме нов албум, дека ќе направиме албум во живо и дека ќе одиме на местата, тоа се околу 5-6 места во Македонија, каде што имавме над 3000 луѓе. Ние можеше да имаме и 30.000, толку собираа местата. Луѓето доаѓа и пред врата си плаќаа карта, стоја пред врата. Сметаш дека меморија денеска може да се надпреварува со една Брена, Цеца, кои доминираат во македонските места каде што... Поце во едно интервју, кој го имавме заедничко, ја раскажа таа случка со Брена. Еве, да ја повториме, многу просто. Доаѓаме во Велес во салата и вика... Вие, вика, концерт ќе правите? Абе, ајде се шали. Вика, Брена дојде, вика, 7 карти продај си го откаже концертот. И поце му вика, ние ќе си правиме концерт, вика, не за 7 за 1 да има. Вика, ќе си правиме концерт, решени сме. За кога збориме? Ова е 92 година. Добро. Ти знаеш дека кој е најголемиот и најпосетен концерт во Македонија? Тој е 25 мај 89 година, Лепа Брена на Сајмиште, сите 4 хали пуни, плюс надвор, полно, и концерт држи Лепа Брена. Ова е сосема друга работа. Збориме за можеби 100.000 посетители. Еве, сега ти кажувам што се случило во Велес. Значи, постојат луѓе што се вуваат по интернет. Јас бев на тој концерт, не јадев пендрек, си платив карта, имав 1500 карти. Пуштено во продажба, тоа беше едната трибина со народот доле. Карти се вратат за 2 дена. А со директорот бевме укладба дека кога продаеме над 100 карти, ќе ни ја даде салата без пари. Имаше транспарент на меморија, растегнат на 30 метра. Девојчините ќе Вие дадоа ли бесплатно? бесплатно после да знам. Што ја пишуваше на транспарент? Само меморија? Меморија. Добро. Значи, кога се симнавме во собликувалните, пошто ние први отидовме, Поци овој заврши, че го искубеа Поце. 200-300 девојчиња. Му ја затвори цале вратата и го гледавме од озгора. Па полиција викаше.
да го растеретат, да може да се спаси човекот. Тоа беа времења, голем дел можеме сега само да раскажуваме, а зашто тоа време не беше вака како Значи, сега да конкретно можеме... те прашувам. Ајде. Бидејќи доминира турбофолк музиката и балканска во Македонија, која собира на сите собиранки е главен настан. Сметаш ли дека недостатокот од бендови како Меморија или сметаш дека Меморија може да ја побуди онаа наша македонска жичка да си го препознаеме своето и да го прославиме? Види, 18 ноември ќе каже се. Јас не сум гатарец, не сум гатач. Ние ќе направиме се, значи водиме таква кампања и ќе водиме до 18 ноември, да ги подсетиме на се сите оние што сакале да слушаат македонска рок музика. Ние сме мејнстрим бенд, као што се казалиште од Хрватска, филм, као што е Бајага. За жал, во овој меѓу период, ние останавме без Бенд кој би наследил точно Меморија. тоа. Така. Немаше За жал. битката, никој не ја пополни. За жал, а толку битки се водеа за против Меморија да тоа беше у тоа време, знаеш, на крај викаш, па ексик бе. Така. Те разбира. Во новина, на пример, во екран ние на насловна страна, на две страни не плюкаат како сме препотентни. Препотентен ли сум јас? Сега, тек тогаш, сум бил глувче за таа целата приказна. Пишувале такви глупости и блювотници за нас. Да човек не може да верува. А онда на седум страни за Здравко Чолич све недобро. Здравко Чолич ми е личен пријател. И јас лично немам ништо против. Секој доаѓа и си го заработи својот леп. Екран беше прилично... Екран го спомнав како еден од списанијата. Еден од списанијата кои повеќе се додворуваат да се додворат на некои си фаци надвор, дошто да ги прослават. Сметало, али Она што биде беше барем требаше да бидеме малку коректни и тоа што ние го правиме, како останало ова 25 години? Со сила ли ние тоа бубамара ги натеравме луѓето што немаа појма дека ние уопште ќе настапиме и дека уопште постоиме да пеат со нас? Со сила ли ги натеравме? И тоа директоришта, Директоришта. појмања, кои ни луѓе не се ни по музика, па видовме како Јанко, ги допре. 91 година кога донесовме државноста. Меморија беше во 5 за 12, со оган под звездите. Во 12:05 кажа дека правиме независна и суверена Република Македонија. И во 12:05 Меморија пееше Македонија. А која година? Ние, извини само уште една работа да завршам. Никогаш во животот не сме добиле денар од Министерство за култура, денар од било каква институција. Ние сме имале спонзори, наши пријатели. У тоа време било Marlboro Music. Ќе завршиме со Среќна нова, каде што текстот добива особено значење. Која година е Среќна нова, за да сватат колку се пророчки зборовите од 89-та, текстот? 900, тоа е на првиот албум. Текстот е Мој. Перо Камиказа. Ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам на поканата и за шансата да кажеме работи што многумина од гледачите не ги знаеле до денеска.